Се враќаме во студиото, почитувани гледачи, од најавата видовте веќе добро познат лик. Професорката на Факултетот за безбедност Фросина Ременски, поранешна, ќе видиме дали сте поранешна, како се чувствате, декларирате, господи Ременски, политичарка, инаку подпредседателка на Собранието, висок функционер во Социјалдемократскиот сојуз и така натаму и така натаму. Инаку, како најава за следната тема, почитувани гледачи, е она што во стратегијата за реформи во правосудниот систем и самата влада признава дека постигнатите резултати на полето на ефикасноста на судството остануваат во сенка заради неговата политизација и нарушена независност, што резултира со низок степен на квалитет и недоверба на граѓаните во институциите на правосудниот систем. Обвинувањата дека судовите се повеќе судат политички монтирани случаи доведе до предлог закон за повторување на судските случаи, она што го начнавме и во првата тема утроба, ќе го продолжиме сега со господја Ременски. Направивме пауза со друга гостинка, бидејќи низ градов професорке е страшна гужва, едва успеавте и да стигнете, па моравме да направиме мала пауза, но еве пак ќе се вратиме на истата тема. Се разбирува, никогаш нема ни да заврши, што долго ќе зборуваме. Па затоа денеска со господјата Ременски, почитувани гледачи, ќе проговориме дали во судството има премногу политика или пак политиката премногу суди во судството. Ќе видиме како. Господјо Ременски, повод за ова ваше гостување се почестите, не дека вие не сте зборувале, не дека вие не сте предупредувале, меѓутоа се позасиленото, еве да не речам поагресивен ваш јавен настап, особено на социјалните мрежи, во кои што изнесувате сериозни обвинувања на адреса на поранешни и актуелни функционери во МВР, но и еве последното на адреса на шефицата за гонење организиран криминал Вилма Русковска. Зашто точно станува збор? Зошто ги обвинувате и со кои докази тврдите дека тие работат незаконски? Значи, почитувана Искра, јас сакам прво да се заблагодарам на поканата за денешното гостување и знаете дека сум секогаш отворена за јавна дебата, особено за вака дебата во живо, на ненаместени прашања, на неизмислени теми, туку да дебатираме на теми кои што секогаш се актуелни за граѓаните. Ка можам да го потврдам, кога се подготвувавме, ме прашавте шо, како ќе зборуваме, реком јас не знам кои се прашањата, може темата, ве рековте нема проблем, ајде да се видиме. Тоа беше толку. Значи, вашата констатација е точна, иако можеби сега се забележува, односно сега некои новинари го забележуваат така наречениот агресивен, иако јас воопшто не го сметам за агресивен, туку за дозволен, професионално и етички дозволен јавен настап за искажување на одредени ставови врз основа на аргументи и докази. Знаете, ние сите како јавни личности, независно каде припаѓаме, имаме одговорност за тоа што го пишуваме и изнесуваме во јавноста, во случај нели да изнесеме нешто што не е точно и да предизвикаме некаква реакција од некого, дали е тоа тужба за клевета и навреда или така натаму. Јас до сега, значи зборувам за повеќе од 15 години, Искра, го имам истиот пристап, истиот настап. Немам добиено таква закана за некаква тужба за клевета и навреда, а дотолку повеќе што дури и ова што го објавувам и изнесувам сериозни аргументи и факти што некому му личат дека се обвинувања, ги темелам токму на докази и аргументи што никој досега не ги демантира. Тоа дополнително го потврдува точноста на она што го изнесува. Мене ми е навистина жал, јас се чувствувам себе си и се сметам за пријател на медиумите, бидејќи во време кога медиумите навистина има сериозен проблем, си го ставив и мојот професионален и политички и општествен залог и напор за таа борба за слобода на медиумите. Но ќе биде од мене неискрено ако не кажам дека споделувам степен на разочарување за медиумска незаинтересираност за прашања кои што се навистина од јавен интерес.
Знаете, јас во изминатиот период објавив сериозни, што ги велите, обвинувања за некакви криминали, за некакви злоупотреби, но немаше медиум кој што навистина, ниту пак институција, што се заинтересира тие прашања да ги отвори на начин на кој што навистина требаше да се отворат. Затоа што тука не станува збор за импровизирано толкување на одредени мои ставови и мои аргументирање на некои мои ставови лични, туку станува збора за едни сериозни злоупотреби кои што се случувале во континуитет до денеска. Јас денеска ги представувам низ призма на некакво мое инволвирање редно по едно за оние луѓе што можеби не ги пратат социјалните медиуми доволно или воопшто, да кажеме зашто точно станува збор. Зошто ве прашав ова прашање, професорке, бидејќи сето ова доаѓа од кога за вас се води судски случај меѓународен сојуз. Веднаш ќе ве демонтирам. Еве да почнеме, од вашиот последен пред 14 сати сте објавиле на социјалната мрежа Facebook подемот и падот и паѓањето на Вилма Русковска. Еве ќе почнеме од вашата последна објава. Зошто сметате дека не работи како што треба, дека незаконски работи, дека е нечија маша во нечија рака и така натаму? Еве од тука да почнеме. Ова пак велам сето некако се засилува откако против вас се води судскиот случај меѓународен сојуз. Значи јас ви кажав сега пред да го поставите прашањето и да го кажете вашиот став. На објава до објава. Значи јас воопшто не е точна констатацијата дека е тоа сега. Затоа и го кажав воведот дека тоа е повеќе од 15 години, бидејќи јас 21 година сум професор на факултет за безбедност и професионално сум повикана и сум била во функција да ги анализирам сите поголеми кривични процеси, сите поголеми полициски акции од, да не кажам, од 2001 до денес. Добро, еве зошто Вилма Русковска работи незаконски? Значи, мојот став, односно моите пишувања по повод Вилма Русковска не се од вчера, ова е можеби некој си 10-ти статус во изминатиот период, го темелам на факти и го темелам на докази. А тоа е фактот што никогаш досега во историјата на македонското правосудство јавен обвинител кој што е страна во постапка, значи тоа не е орган кој што оценува дали страните во постапката ги изнесуваат своите аргументи на дозволен начин. Единствениот јавен обвинител што на така пиаровски, медиумски агресивен начин прави притисок на судството, прави притисок на политиката, прави притисок на институциите, предизвикува полициски интервенции, кои што подоцна завршуваат без утврдена кривична одговорност. И сериозно сметам дека не само постапувањето неизино во случајот меѓународен сојуз, за кој што тврдам дека е измислен и креиран кривично правен настан, за да може да се сокријат одредени факти од случајот Рекет, кој што истата јавна обвинителка не успеа да го докаже во судска. Патем да кажеме дека дел од обвинетите во Рекет се и во меѓународен сојуз, па затоа ги врзувате тие два случаи. Не ги врзувам во тој контекст, значи не воопшто Бојан Јовановски не ми е мене во фокус кога зборувам за меѓународен сојуз и за Рекет, туку зборувам за недокажувањето на кривичното дело Рекет, односно зборува во јавноста дека Вилма Русковска од целиот процес излезе дека судеше, односно обвини за убиство без леш, односно не докажа каде завршила торбата Луи Витон, која што нели толку многу помпезно се експлоатираше, па дури и од портпаролите на двете најголеми политички партии, па и на мојата. Но не е тоа единствената злоупотреба што ја има и што ја прави јавната обвинителка кога си дозволува јавно да коментира одредени процеси кои што се во тек. Тоа е недозволено. Значи во кривичното право
во нашето, во аглосаксонското, на кое што ние припаѓаме, не е дозволено мешање во докажување од страна на одредена страна. И јас почувствував дека доколку јавниот обвинител изнесува одредени тези кои што не ги докажал, нити може да ги докаже на суд, јас имам право, ако сум засегната од дел од нејзиното делување, да го правам истото, но на аргументиран начин. Тоа го тврдам затоа што сметам дека Вилма Русковска е дел од структурите на поранешниот режим против кој што ние се боревме. Јас, мојот политички, општествен и професионален залог во таа борба е оверен, значи со многу работи кои што сум ги направила во интерес на граѓаните, во интерес на правдата, во интерес на правото, во интерес на владењето на правото и во интерес на јавниот интерес. Никогаш собственото нешто не сум го ставала во прв план. Но факт е дека ние се боревме таа структура и таа технологија на креирање и на монтирање на случаи да заврши, а не и да продолжи. Она што го гледам, а го извлекувам од заклучокот што го кажавте на почетокот, дека владата признала дека одредени случаи... Тоа го пише во стратегијата. Значи, во стратегијата. Јас се плашам дека токму таа реченица предизвика една потреба за медиумски притисок и креирање на јавен впечаток дека еве во процес влегуваат политичари и дека судството и обвинителството ни е сменето и дека нешто се помрднува, се прави некаков привид дека нешто се случува. Иако, ако го погледнете и ако имате интерес да го анализирате како јас што го анализирам професионално, без да ги тргам, да се абстрахирам себе си во случајот, како што сум се абстрахирала во сите претходни случаи што сум ги анализирала за меѓународен сојуз, ќе се види дека таму инволвирањето на името на Фросина Ременски како подпредседател на собрание и пратеник е само од таа пуста причина да се прикаже дека политиката нема влијание во работата на јавното обвинителство, а мојата теза е следна, дека токму моето инсистирање на одговорност во сферата на правосудството, почнувајќи од полицијата, јавното обвинителство и судството, за работите што се случувале во минатото, за да не дојде до закон за преиспитување на политички мотираните случаи, туку да има одговорност за луѓето кои што и денеска кумуваат на таа технологија која што се уште произведува политички мотирани случаи, јас реално дојдов во оваа ситуација. Ќе кажам еден факт, зошто сметам дека Вилма Русковска постапува незаконито. 2013 година, јас како продекан за настава на Факултетот за безбедност, ја поднесов со име и презиме и со мал милион докази ја докажав пред јавното обвинителство злоупотребата односно фалсификувањето на тендерската документација за незаконска набавка на лаборатории, кои што наводно требало да бидат за Факултет за безбедност, на АФИ системите, на компјутерскиот хардвер и софтвер на кој што и денеска работи секторот за компјутерски криминал, за дел од опрема на кој што и денеска работи кримтехника во МВР и така натаму, за да јас во тој период, значи кога бил режим, го поднесов во сите можни процедури за да дојде време, токму таа кривична пријава со која што дел од обвинителите се додворуваа на мојата политичка партија дека ќе ја затворат половина претходна влада, стана предмет на пазар. Односно, во оваа фаза, кога се креираше обвинението против Фросина Ременски заради нејзината упорност во откривањето на злоупотребите во реформата на УБК која што почна 2019 година и заради упорноста да има исход 8 годишната истрага што ја водеше Гордана Смаќовска во низиното обвинителство на Вилма Русковска, се случи по покренувањето на обвинението против мене, нечујно и без фалење од јавното обвинителство, таа кривична пријава да заврши со негативна
обвинителска одлука, Отфрлање на пријавата? Отфрлање без елементарно образложение дека замислете кривични дела кои што се гонат по службена должност требало да се гонат по приватна тужба. Замислете, тоа е незамисливо. Тоа беше образложение до обвинителството. Тоа беше образложението, односно тоа беше образложено беше дека тие кривични дела не се гонат по службена должност, што е вистински апсурд ако се има во предвид дека доколку е било тоа така, немало да бидат потребни 8 години јавното обвинителство да го одлучило тоа и во 2013 кога било поднесена таа кривична пријава. Но факт е исто така дека за тој предмет постои не само кривична пријава против надлежната јавна обвинителка која што направила сериозни злоупотреби во овој предмет, бидејќи давала и лажни податоци за тоа што презела, а реално не презела. Се водат две постапки против Гордана Смаќовска и во Скопското јавно обвинителство и во Советот на јавни обвинители, но има предмети во Висшото јавно обвинителство. Она кое што го поврзувам како сериозна злоупотреба на Вилма Русковска во овој предмет е фактот што таа како претпоставена, хиерархиски надредена над јавната обвинителка и покрај барањето за преиспитување на јавно-обвинителската одлука и покрај барањето за доставување на решението до Факултетот за безбедност и во Државното правобранителство за да имаме право на жалба, не постапи. Јас за тоа побарав ревизија од државниот јавен обвинител и подоцна поднесов и поднесоци до Висшото јавно обвинителство за да се утврди тоа прикривање на вистинскиот организиран криминал. Наспроти она што се обидува некој да ми го прилепи како некакво кривично дејание, кое што е спротивно на моите и професионални и човечки капацитети и општествено делување до сега. Професорке, вака кога ве слуша човек, вие велите нудите аргументи и се тоа во ред. Меѓутоа, еве, ако нема нешто лично за кое што јавноста не знае, тогаш, еве, човечки е, во најмала рака е човечки да ве праша човек, што толку има против вас, шефицата на обвинителството против организиран криминал, па ете туку така и текнало, јас сега ќе поднесам обвинение против Фросина Ремески или обвинителката што исто така споменавте, потоа ќе позборуваме малку и за обвинувањата во МВР за кои што отворено зборувате. Зошто? Што би имала против една обвинителка против вас? Па гледајте, јас мислам дека обвинителите се извршители. Значи, како што биле извршители во претходниот режим, кој што јас тврдам дека ние не го срушивме во вистинска смисла на зборот, туку ги оставивме токму овие антисистемски елементи што јас ги нарекувам. Овие остатоци од режимот, јас ги нарекувам антисистемски елементи, затоа што без нивното делување во рамки на институциите, ние режимот не сме го срушиле, само се смениле владите, но системот остана лист. Јас не гледам дека ние направивме суштинска реформа во јавното обвинителство и во судството. Тоа знаете како еден шпил карти кој што имал еден распоред, сега малку сме го промешале шпилот, неколку суди се разрешени затоа што се нашле во некој извештај на Стери департментот, но останале сериозните замешателства токму на овие структури кои што денеска нас ни предаваат и продаваат правда. Кои се тие замешателства? Често го употребувате овој збор, професорке? Во која смисла? Вие велите се разрешија само некои суди, но сепак остана да ни кројат капа тие некои замешателства. Често го употребуваат овој термин, затоа ве прашувам. Го употребувам затоа што мислам дека тие што го разбираат поимот многу добро го знаат тоа што го тврдам. Значи, во рамките на структурите на системот, нас не остана луѓето кои што учествувале во креирање на ова што вие сега сакате да го представите како заложба за преиспитување на одредени судски монтирани процеси, кои што се покажува дека се така е, затоа што немало да има таков закон доколку немало такви појави. И сега замислете,
кога вие не утврдувате одговорност на тие што постапувале во тие предмети и начинот на кој што дошле до тие обвиненија, барате сега судот со нови докази да ги реотвори предметите. Вие немате реформа, дури и законот нема да го постигне ефектот, затоа што ќе му дозволи на оштетениот од таа постапка да изнесе пред судот нови докази, но нема да ги казни сторителите на тие монтирани и действија кои што се надвор од законот и од правилата. Ако денеска велите лично, јас пишав во еден статус, немав лично ништо против ниту еден и немам лично против никого. Се до моментот додека некој не се обиде да прави политички, односно да прави професионален подем преку злоупотреби на моето име. И затоа веќе почнувам да имам и лично. Зошто? Ќе кажам и зошто. Напишав во еден статус. Обвинителката Русковска вели, сака ветинг во јавното обвинителство. Во судството сака, не го спомнува ветингот во јавното обвинителство. Меѓутоа, ако има ветинг во јавното обвинителство, јас тврдам дека Вилма Русковска нема да работи ни како службеник во јавното обвинителство. Зошто? Затоа што претпоставувам дека ветингот треба да ги мери резултатите на еден јавен обвинител во смисла на покренати обвиненија, но издржани и одбранети пред суд. Нели? Ако ги гледате тоа е и сега во законот за јавните обвинители го има. Да, мерит системот од секогаш постоел. Мерит системот во овој случај вие немате мерит систем. Што ќе и броите на Вилма Русковска? Политички монтираните случаи кои што и паднаа. Според законот што сега е важечки, знаете, тој е важечки, мора да се почитува каков и да е. Тоа сакав да ви кажам. Еве ќе ви ги кажам аргументите. Прашање дали треба да се менува или не, тоа е веќе ќе ви кажам што е придонесо. Калдрма. Само да објаснам за гледачите, спомнувате судски случаи застапувани од застапувани од јавната обвинителка Вилма Русковска, за која што зборувате, добро? Калдрма, Змиско око, детонатор. Сите се тие случаи, особено првите, Измиско око 1, Измиско око 2, особено Калдрма, завршија после долги години, завршија со ослободителни пресуди. Јавната обвинителка и во тие случаи не го докажа оштетувањето на буџетот, но направи сериозен проблем во семејствата помеѓу луѓето кои што тогаш ја трпеа неправдата од тие сензационалистички процеси кои што и тогаш ги водеше во подкрепа и во позадина со поддршка на Министерството за внатрешни работи. Еве го случајот Рекет. Да, само да се надоврзиме, да се надоврзам полека. Вие изнесувате и низ сериозни обвинувања за високи функционери во МВР, особено во управата за безбедност и контраразуа, една од најсензитивните сектори во МВР. Еве да речеме дека обвинителката Русковска има лично против вас нешто, но ете па функционерите во МВР што имат против вас, па сега јас не прифаќам, мислам, вака. Зошто би го правиле ова тие луѓе? Значи, зошто би правиле нешто на ваша штета? Тоа сакам да разберам. Искра, мислам, не е добро премногу лично да ми ги препишувате работите, затоа што јас ви кажав до која граница е мојот личен однос кон некој. И зошто се личните обвинувања и зошто се личните прозивки. Јас не сум човек што правам генерализации. Дека еден лош полицаец од таа наука произлегува, вие точно знаете како функционира сето тоа. Баш и заради тоа пишувам на начин на кој што пишувам. Значи, јас не сум човек што прави негативна генерализација. Дека ако кажам дека еден полицаец е лош во полицијата, дека сите полицајци се лоши. Тоа воопшто не го правам. Но никогаш споменувате конкретни имиња, нема тука збор. Никогаш не прозивам никого, ако за тоа немам сериозни докази и аргументи. Впрочем, и за тоа е јавното говорење. Доколку имате аргументи да ги споделите, доколку некој сака да ви ги демантира на начин на кој што треба да ви ги демантира, но не и да молчиме
Затоа што игнорирањето на фактите кои што јас ги изнесувам, токму за овие луѓе кои што вие ги спомнавте, не е од моја страна, туку од јавноста, од медиумите. Знаете, мене ми е просто неверојатно како може медиум да нема интерес за необвинување. Тоа е сериозно укажување со докази. Ја не сум обвинител за да обвинувам. Јас на јавноста изнесувам факти кои што сум ги дознала во вршењето на мојата пратеничка функција како пратеник во надзорни тела на собранието во сферата на безбедноста. Што значи дека во фазата на реформата се што дојде до Фросина Ременски на еден или на друг начин е институционално процесуирано. Фактот што токму заради тоа инсистирање на одговорност од тие злоупотреби се пројави идеја токму од тие луѓе засегнати директно во таа фаза, во содейство со тие полициски структури и со јавното обвинителство, да ја инволвираат Фросина Ременски во кривично правен настан каде што нема кривично правно дело. Е одговорот на вашето прашање зошто јас ги изнесувам тие факти, а зошто организирано се молчи. Кога велам организирано се молчи, имам сериозни аргументи и сомнежи дека тоа се прави на своевидна координирана линија за да одредено прашање не излезе на виделина. Еве да кажеме, јас се прашувам ден денеска. Тоа јавно го прашував и министерот за внатрешни работи, но и сите други познавачи на материјата. Дали не е интересен податокот и фактот дека кабинетот на директорот на УБК Сашо Мијалков од 2010 до 2015 година како неформацијска единица во рамките на Министерството. Неформацијска се мисли на на единица која што нема право и потреба да требува оружје и муниција. Аха, тоа е битно да објасниме, добро, во ред. Така, зошто имал потреба да обезбедува арсенал оружје? Значи, јас ги изнесов тие по количина, верувајте, јас ви гарантирам дека формацијска единица во рамките на Министерство за внатрешни работи што има право и обврска да требува од магацинот на МВР толкава количина на муниција, нема толкава количина на муниција обезбедено, како што тогаш го имал кабинетот на директорот на УБК. И сега замислете, јас тоа не го зборувам на памет, јас тие податоци не ги зборувам на памет, но ниту допрен глас, ниту медиумски интерес. Едноставно добив впечаток дека јавноста има потреба да ги крие злоупотребите на Сашо Мијалков во јавноста. И добив навистина сериозен впечаток дека тоа е така, после она несретна изјава на истата обвинителка Вилма Русковска, апропо бегството, дека таа била адресата на која што и верува Сашо Мијалков, па се предал во низиното јавно обвинителство, со истата таа теза излезе кога и само Орце Камчев и само незе исклучиво и верувал, па истото тоа го направил и во случајот Рекет. Меѓутоа, после истрагата која што ја водеше почитуваната обвинителка Ристовска, која што утврди дека немало бегство, истата обвинителка Русковска денеска треба да каже, односно да образложи, врз основа на кој аргумент предизвика полициска интервенција. Јас тоа го зборував на неколку емисии, во смисла на следно: ако јас дојавам до орган соодветен дека таму и таму има пожар или има поставено бомба и се предизвика интервенција од страна на органот, дали е противпожарна служба, дали е полиција, како што тоа се случи со полициската интервенција предизвикана од нејзиното тврдење дека Сашо Мијалков ќе бега. Таа треба да објасни на јавноста врз основа на што ги темелела нејзините изјави, кои што се потврди во тие анализи што ги правев, дека висат во воздух и се многу дискутабилни, и говорат за таа нејзина спрега со тие структури кои што се засегнати од кривично
кривична неодговорност, за да денеска ги прашаме сите дали Вилма Русковска ќе одговара за предизвикување на полициска интервенција, бидејќи се покажа дека немал право да бега. Ако добро ве разбирам, ќе мора да привршуваме со вас, може човек и две-три емисии да напомни, но овие прашања ми беа многу важни да ги расчистиме. Професорке, вие си го дадовте вашиот одговор и тоа е обвинувања, легитимно. Статуси на кои што се повикувате дека изнесуваме аргументи, тоа не се обвинувања. Тоа се аргументи како потик за потикнување на за постапување на институциите. Тие се подкрепени со докази и тие се подкрепени со аргументи. Тоа се случаи дознаени во вршење на мојата службена положба. Тоа е исто информација што треба да се знае. Иако морам за јавноста да кажам дека има два случаи кои што се уште не сум одлучила да ги експонирам јавно, бидејќи може ќе загрози малку и државен интерес. И заради тоа е причината. Имаме уште 2 минутки, професорке, нешто да ве прашам околу политикава, се ближат локални избори, дали имате увица што се случува во вашата матична Социјалдемократски сојуз и пак ќе ве прашам, често пати сме некако вешто бегнувате да ми одговорите, дали се чувствувате предадени од своите? Па, гледајте, сега ова предадени, јас искрено да ви кажам, се чувствувам предадена од многу луѓе. Меѓутоа, јас не сум човек кој што кук, како да ви кажам. Не сум човек кој што заради такво некое чувство престанува да делува или очајува или не продолжува со својата професионална борба кај што застанал, односно воопшто не престанал. Значи, се чувствувам предадена од јавноста и од медиумите. Зошто? Кажав дека во фазата кога се креираше тој јавен впечаток за некаква моја инволвираност во овој измислен кривично правен настан за кој што се руши по сите шалови во судница, каде што повторно ги нема медиумите кога треба да се докажува тезата која што јас ја застапувам. Затоа што во тој период кога се креираше тоа пиар обвинение што јас го нарекувам, ниту еден новинар не се обрати до мене да му ја кажам вистината. И да заклучиме, ве молам да се вратиме на партијата, немаме веќе време. На партијата, јас доскоро бев член на орган на партија. Така. Сум член на Социјалдемократскиот сојуз и секој член на Социјалдемократскиот сојуз е партијата. Што се случува одблиску, можам само да зборувам врз основа на моите впечатоци. Драго ми е што одредени инсталации на олигархија која што беше штитена долги години во Македонија од двете политички партии, зборувам најголемите, почнува да биде деинсталирана од партијата. Овдека не се бројам себе си бидејќи мене ме деинсталира токму тие, бидејќи нема интерес. Но во секој случај ви останувате член на Социјалдемократскиот сојуз. Јас си останувам член на Социјалдемократскиот сојуз и како секој граѓанин ќе си го изнесам мојот став по одредени политики кога ќе дојдат изборни циклуси или кога имаме причина да ве повикаме пак, за да не биде дека баш медиумите нешто секогаш ви вртат грб. Значи ова е мала шега, се разбира. Не, секако вие знаете дека сум јас голем пријател на медиумите и воопшто не го кажувам ова во негативен контекст, туку само како едно внимание кон теми кои што навистина може да дадат и еден квалитет истражувачки на самите медиуми. Се разбира. Ви благодарам за гостувањето, господи Ременски. Тоа беше професорката Фросина Ременски од Факултетот за безбедност.